Добро вечер, вести на Канал 5. 48-часовен притвор за две лица поврзани со запленетите 5 тони марихуана во Србија. Од обвинителството за организиран криминал и корупција наведуваат дека постојат основи на сомневање, дека лицата преземале активности поврзани со запленетата дрога. Барањето за нивен притвор од обвинителството експресно беше прифатено од кривичниот суд. Деталите од Сања Трајковска-Ставров. Две лица кои се сумничат дека превзимале активности поврзани со запленетите 5 тони марихуана во Србија се зад решетки, но за сега само на краткотраен притвор од 48 часа, потврдија од обвинителството за гонење на организиран криминал и кривичниот суд. Обвинител побарал, а кривичен го одобрил барањето за притвор на две лица, АИ и ДС, поради опасност од бегство и влијание врз сведоци и повторување, односно довршување на делото. Како резултат на преземените действија и анализата на прибраните информации и докази, постојат основи на сомнение дека лицата преземале активности поврзани со запленетите 5 тони марихуана во Република Србија, поради што јавниот обвинител достави образложен предлог за определување на краткотраен притвор. Барањето за определување на краткотрајниот притвор е со цел обезбедување на лицата и овозможување на доволно време на јавниот обвинител за преземање на неопходните процесни действија и донесување соодветна одлука за понатамошно постапување. Премиерот Христијан Мицкоски повика на трпеливост, посочувајќи дека се зголемува бројот на лица кои се замешани, а вината ја лоцираше кај претходната власт, која, како што рече, својата економска политика ја темелела на производство на дрога. Да почекаме, да споделиме многу брзо со јавноста како е, што е, кој е, каде е и така натаму, бидејќи се отвараат нови аспекти, нови перспективи, се зголемува бројот на лица кои што се замешани, се отвараат нови позиции, нови агли на кои што се наблюдува целата оваа историја, така да бидеме трпени. Министерството за внатрешни работи покажа дека е прилично транспарентно, така што верувајте дека ќе ви исполни. Опозицијската СДСМ пак обвинува дека скандалот со марихуаната води до врвот на сегашната власт. Оттаму преку соопштенија порачаа дека тоа што досега нема одговорност за најголемиот наркоскандал во Македонија и во регионот, може да биде возможно само ако скандалот води до врвот на власта која што се обидува да го заташка, стои во соопштенијето. По запленетите 5 тони марихуана во Србија и во Македонија се спроведе акција од страна на обвинителството и МВР, при што беа одземени на 40 тони марихуана. Со 63 гласа за, 7 против и без ниту еден воздржан, собранието го избра Гоце Наумовски за нов уставен судија. По изборот Наумовски даде свечена заклетва со која се обврза дека функцијата ќе извршува совесно и одговорно и дека ќе ги почитува уставот и законите. Изборот на Наумовски следува откако професорката Јадранка Дабовиќ Анастасовска во декември лани поднесе оставка од функцијата поради здравствени и лични причини. Наумовски за уставен судија беше предложен од претседателот на Собраниската комисија за прашања за изборите и именувањата Ѓорѓија Сајковски од ВМРО ДПМН. На господинот Гоце Наумовски могу честитам изборот за судија на Уставниот суд од име на сите пратеници од моје лично име. Има посакувам успех во работата. Ве известувам дека согласно член 111 од Уставот на избраниот судија на Уставниот суд му престанува јавната функција или професија која што досега ја обавувал или членување во било која политичка партија доколку истата ја обавувал. Владата се откажа од намерата да набави нов службен авион поради противењето од опозицијската СДСМ. Премиерот Мицкоски уверува дека во сите 4 наврати во кои патувал со службениот државен авион биле за службени цели. Негира дека со владиниот воздухоплов се враќало од семеен одмор на Јадранот. Од СДСМ пак и понатаму обвинуваат за луксузирање на членови од владата со службениот авион. Владата се повлекува од намерата да купи нов владин авион, изјави премиерот Мицкоски по низата критики на опозицијата дека леталото било користено за приватни цели и луксузирање. Вели, иако експертите предложиле набавка на нов авион, кој би се користел и во хуманитарни цели, владата крева раце од набавката, откако, како што вели Мицкоски, опозицијата првично дала, а потоа ја повлекла поддршката. Ние ќе се повлечеме од таа набавка и ќе се молиме да останеме живи, доколку се урнеме некаде и доколку починеме,
тогаш претпоставувам дека ќе им стане јасно на сите дека оваа дебата за некоја идна влада и за некои идни премиери е одвишок и дека е беспредметна. Откако опозицијата го обвини премиерот дека владиниот авион го користел за лични потреби, тој денеска едно по едно ги наброја сите 4 дестинации на кои го користел. Кон Будимпешта и Загреб патувал со комерцијални летови, но поради неодложни обврски, авионот во двата случаја дошол да го врати назад, вклучително и кога користел 4-дневен одмор во Хрватска. Леталото го користел во два правци за време на посетата на Белград и Тирана, а најави дека со истиот авион во јуни ќе оди во Подгорица. Претходно денеска опозицијската СДСМ обвини дека владата планирала за нов авион да одвои 100 милиони евра, наместо, како што рекоа, за плати, училишта и болници. Велат нема одговор колку чинело луксузирањето на Мицкоски со владиниот авион и кој бил со него. Луксузирањето на Христијан Мицкоски врз грбот на граѓаните и летањето со владин авион на Јадранско море го откри неговото вистинско лице и лицето на неговата расипничка власт. До толку се опиени од моќта, од аздисаноста, државата ја сметаат за нивна приватна собственост, шанса за бизнис и уживање, а граѓаните за поданици кои се тука да им го плаќаат луксузот. Најавите за купување нов владин авион започнаа уште лани, а се интензивираа неодамна, кога и директорот на службата за општи и заеднички работи Томовски повтори дека набавката на нов авион е неопходна. Продолжуваат јавни расправи на универзитети за Законот за високо образование. Министерката Јаневска не планира негово поплекување и посочи дека нацрт текстот е објавен каде што сите засегнати страни можат да достават коментари, како и дека ќе бидат земени во предвид сите забелешки изнесени за време на јавните расправи. Она што во моментов е тема на дискусија се критериумите за избор, така наречениот Хиршов или Х индекс, за кој што зборуваме, и има нешто што мислам дека е политика, односно тврдам дека е политика, кога слушаме општи одредби како законот не е добар, државата влегува во ингеренции на законот, ке се иселат младите затоа што не можат да ги постигнат резултатите, што апсолутно не е точно. Тврдам дека не е точно. Напротив, младите ни одат во странство и постигнуваат огромни резултати само затоа што ние не им пружаме слично соодветно образование, кое ќе им користи иднина или во академската кариера или во пазарот на труд. Летнати кровови, паднати дрвја, искинати кабли и оштетени автомобили оставија зад себе силните ветрови во студениот бран што ја зафати земјава. Од општините и од градот Скопје посочуваат дека се санираат штетите. Од УХМР најавуваат дека силен ветер ќе дува и во наредните неколку денови. Повеќе на темава од Јорданчо Цветановски. Паднати дрвја, оштетени автомобили и откорнати кровови на објекти. Состојбата со поплавите низ земјава се стабилизира, но нови проблеми направи силниот ветер. Во текот на вчерашниот ден и денеска имало 9 паднати дрвја во Скопје, дел од нив оштетили автомобили. Екипите на паркови и зеленило и општинските служби и денеска ги отстрануваа паднатите дрвја низ главниот град, каде освен материјална штета создали и прекин во сообраќајот на некои од улиците. Се расчистуваат остатоците од паднатите дрвја низ Скопје. Причината е само материјална штета и за среќа нема повредени лица. Од град Скопје соопштија дека обештетени ќе бидат граѓаните кои претрпеле штета поради паднати дрвја што се во надлежност на градот. Градот Скопје ги обештетува граѓаните во случај кога штетата е предизвикана од дрвја што се во надлежност на градот, со јасно утврдена процедура. Сакаме да потенцираме дека надомесна штета се исплаќа исклучиво кога станува збор за јавни површини и градска надлежност. Градот нема уврска да исплати оштета за случаи што се во надлежност на општините, за приватен имот, како ниту за оштетување на возила кои биле непрописно паркирани. Во Гевгелија пак синоќа за влакно била избегната несреќа, кога пред полнок се откорнал покрив од средното училиште Јосиф Јосифовски. Како што не информираше градоначалникот Антон Сарамандов, екипите веднаш излегле на терен и се преземаат активности за решавање на проблемот со покривот, кој како што вели и во 2017 година по слично невреме бил срушен. Денеска немаше настава во ова училиште.
А надлежните се надеваат дека учениците за брзо време ќе се вратат во училишните клупи. Инаку у ДУХМР информираат дека до крајот на неделата ќе се задржи ветровито време. Во текот на утрешниот ден, особено долж по Вартарието во Пелагонискиот регион, ќе имаме повторно повремено засилен ветер со брзина до 60 км на час од јужен правец. Ветровито ќе биде и во следните денови, во петок и во деновите од викендот. Во петок се уште ќе биде јужен ветер со максимална брзина и до 70 км на час, а во деновите од викендот северен ветер. А токму поради засилениот ветер, надлежните служби апелираат граѓаните да не ги паркираат своите автомобили под дрвјата со цел да се избегнат несакани последици. Ги завршуваме тука вестите. Имаете убава вечер.